Зошто политика? Зошто ГДУ? Што си земаш беле на главата со таа политика и ГДУ ми велат многу мои пријатели. И во право си, да си го расипеш раатот, да се замараш со мокни структури, да се спротиставиш на злото, да им ја зборуваш вистината директно и без пардон, не е едноставна работа. И добро, така нека е. Ке си бидеме борци на Фейсбук и на кафе, чекајќи јунак, некој нов, Гоце, Даме, Тодор, оставајќи им бескрајно чист простор на етаблираните политички корпорации кои одлучуваат за секој сегмент на нашиот живот. Ке гледаме како истиот тој живот се врти во круг, додека го гледаме истиот политички театар со ротација на главните актери и статисти. И така, околу мене, ке овкаат по големиот дел, ке мигрираат, ке се разболуваат од страв дека сме немокни да се исправиме и да се избориме за промена, а јас егоистички ке седам во еден агол и ке се насладувам на животот. Како е возможно обкружен од сиромашни и несрекни луѓе човек да биде среќен? Јас така не можам. За вас вие решавате. И тоа е сегашната реалност. Не дека не е така, ама човечки е да се надеваме, да пробуваме да го срушиме ѕидот. Ке се обидам да бидам глас на сите нас кои не нема на партиските списоци за вработување, за социјална помош, за грант. На оние кои како мојата мајка и татко како пчели 30 години стануваат во 5:30 за да отидат на работа и на крајот на месецот добиваат минималец. На оние на кои извршителите им ја исцицаа и последната капка крв, наплаќајќи им огромни суми камати и хонорари. Да бидам глас на нашите баби и дедовци, кои со мизерните пензии од 10-12 денари не можат да си ги купат лекарствата, а камоли да си дозволат да купат нешто на своите внуци. Да бидам глас на оние кои мораат сезонски да работат по странство, по полињата, по патиштата и фабриките, за да ги обезбедат своите семејства. Ке се обидам да бидам глас на оние 40% кои секои избори чекаат некој нормален да се појави. Едноставно да бидам глас на нормалноста. И линденците при кревањето на востанието се воделе од една едноставна девиза: подобро ужасен крај, отколку ужас без крај.